Почитувани присутни, почитуван градоначалник, доматин, кодоматин со Министерството и Агенцијата, господин Коста Јановски, навистина ни е драго што од овој крај ја започнуваме нашата силна теренска кампања за приближување на ИПАРД структурата, на агенцијата, на можностите кои што ги нуди ИПАРД 2 програмата 2014-2020, особено во делот во кој што ќе имаме постојано повици, после подолго време, после година и пол, започнуваме со низа на повици како резултат на разрешување на сите спорни прашања кои што беа затекнати во рамки на самото работење. Од денес, како што кажав и во изјавата, започнуваме за прв пат, тоа беше потенцирано и од Живко, една силна кампања за публицитет, користејќи ја техничката поддршка, каде што ќе имаме 3 дводневни форуми, каде што ќе имаме 6 регионални работилници и 80 инфоденови, се со цел да сите многу јасно, прецизно знаеме која е постапката, како се аплицира и сето она што како прашања се отворени во делот на искористувањето на средствата од ИПАРД програмата во текот на повиците кои што следат. Почитуван раководител на телото за управување со ИПАРД, господин Живко Брајковски, почитуван директор на платежната агенција Никол Чебавовски, почитуван господин Салами, заменик директор на платежната, тука се вработените во платежната агенција и во телото. На патот кон нашето полноправно членство во Европската унија, Република Македонија има право и можност да ги искористи предпристапните фондови на Унијата, наменети за исполнување на критериумите за членство. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја има одговорноста во рамки на инструментот за предпристапна помош на Европската унија ИПА да управува со компонентата ИПА за рурален развој, односно ИПАРД. Оваа помош е важна за прилагодување на земјоделскиот сектор и руралните средини кон заедничката земјоделска политика на Европската унија. Ефикасната искористеност на ИПАРД програмата е важна за модернизација на земјоделските стопанства, подобрување на промоцијата и маркетингот на сопственото производство, овозможувајќи поголема додадена вредност на сопственото примерно производство. Со поддршка на инвестициите во преработувачката индустрија, што е возможно токму преку европските фондови, ќе се отворат можности за воведување на нови производи и технологии, јакнење на синџирите за снабдување со храна помеѓу производителите, помеѓу преработувачите и примерните производители, односно решавање на проблемите со вишоците на земјоделски производи за кои што сме сведоци дека ни се случуваат. Од друга страна, преку поддршката за диверзификација на бизнисите во руралните средини се поттикнува развојот на руралниот туризам, поддршка на микро и на мали предпријатија во прехрамените и непрехрамените дејности и на занечиските дејности во насока на развој на руралните средини. Користењето на средствата од ИПАРД за Македонија ќе обезбеди достигнување на стандардите на Европската унија, кои што се однесуваат на квалитет и безбедност на храна, на јавно здравје, заштита на животна средина, заштита при работата, здравје и заштита на растенијата на животните, благосостојбата на животните, како и поддршка за одржливо управување со природните ресурси и подобрување на условите за живот во руралните средини и руралната економија во целина. Ако го имаме во предвид фактот дека над 50% од вкупниот годишен извоз е наменет за пазарите и во земјите на Европската унија, со исполнување на европските стандарди преку искористеност на самите фондови, овој процент се стремиме да го зголемиме. Корисниците на средствата од овие фондови, но и на стручноста, знаењето и на технологиите кои ќе влезат со нив, ќе бидат земјоделците, особено оние во руралните области и средини. Во таа насока, исклучително важно е мобилизирање на сите релевантни институции и чинители кои остваруваат влијание во земјоделскиот и руралниот сектор за ефикасно прилагодување на законската регулатива и креирање на соодветна земјоделска политика. Со самото усвојување на ИПАРД програмата 2014-2020, како што веќе знаете, Министерството како надлежна институција за управување со ИПАРД фондовите и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како имплементатор интензивно започнаа со подготовки за почетокот на реализацијата и објавувањето на самите повици во целиот овој период.
Објавувањето на првиот повик беше пред година и пол, како што потенцирав после една подолга пауза заради решавање на сите работи со кои што се соочивме во делот на искористувањето на средствата, за кои што сме спремни целосно да одговориме јасно и прецизно. На Македонија се на располагање 80 милиони евра, но паралелно сме фокусирани и на кредитирање на нови мерки, како што и мерката за општините, рурална јавна инфраструктура, за која што очекуваме соодветна мисија од делегацијата, односно од Брисел во текот на 2019 година, се надевам на кредитирање од 2019 година, но и прв повик, а тоа се дополнително околу 10 милиони евра, кои што ќе одат директно кај општините. Од овие 80 милиони евра, 60 милиони евра се средства од буџетот на Европската унија, 20 милиони евра ќе бидат средства кофинансирани од буџетот на Република Македонија. Во програмскиот период 7 годишен 2014-2020 овие 80 милиони евра се наменети за инвестиции на земјоделските стопанства во примарното земјоделско производство, инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски производи и на инвестиции во диверзификација и развој на бизнисите во руралните средини. И пак ќе додадам, цврсто сме фокусирани во целиот овој период да кредитираме нови мерки преку кои што ќе овозможиме нови средства во текот на следната година. Со ефикасната искористеност на овие средства, агросекторот ќе се подготви за пристап кон Европската унија или поконкретно за подобрување на пазарната ефикасност и спроведување на стандардите на Европската унија, што е важно за зголемување на конкурентноста на земјоделските и земјоделско-прехранените производи. Нешто што треба да биде најасно дека поддршката на ИПАРД е за да дојдеме до европските стандарди и тоа се потпишува во самите договори. Со тоа ќе обезбедиме одржлив развој на руралната економија преку диверзификација на економските активности во руралните средини со цел да му се овозможи на руралното население дополнителни извори на приход и отварање на нови можности за вработување во руралните средини. Она што го покажуваат податоците на платежната агенција е дека само на првиот јавен повик од ИПАРД 2 се примерни рекордни 1649 барања за инвестициски проекти, од кои што досега одобрени и влезени во фаза на реализација се 937 проекти, на кои што им се одобрува финансиска поддршка од близу 18 милиони евра. Денеска на овој настан ќе ве запознаеме повеќе со деталите на објавениот јавен повик за мерката инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделски производи, која што е во тек и е намената за сите мали и средни предпријатија кои што работат во секторот за производство на храна и прехранбени производи. И веднаш тука да подвлечем дека го продолживме и рокот, кој што првично беше 14 јануари, сега новиот рок за поднесување на апликации со оглед на интересот и на самиот период на објавување, поврзано со самите празници, е 29 јануари 2019 година, што ќе биде поклопено со ова силна кампања за публицитет, за да сите прашања бидат разјаснети. Но исто така денеска платежната агенција објави уште еден јавен повик за мерката инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, кој возможува поддршка за развој на примерното земјоделско и сточарско производство, вклучително и на инфраструктурните зафати. Тука сакам да додадам, за разлика од повикот 1, кој што беше распишан во претходниот период и од страна на претходен директор на платежната агенција и каде што беше возможено со празна апликација да аплицирате, промените кои што ги направивме, а тоа направи блокада на платежната агенција и во поглед на исплата на субвенции, во поглед на обработка, но тоа ги одолговлекува и квалитетните проекти кои што вие ги очекувате и за кои што планирате бизнис активности, а не може никој да ви одговори заради големиот број на сами апликации, за дополнителните рокови кои што беа давани согласно тој јавен повик за дополнување на самата документација предизвика, а отсуството на соодветен кадар и капацитет во рамки на платежната агенција, она што го направивме во претходниот период, се распишани два повици во делот на зголемувањето на капацитетот на платежната агенција и тоа може да повторам дека со последното писмо кое што го добивме од страна на DG Agri е силно поздравено и до владата, и до Министерството, и до платежната агенција за тој напор за зголемување на целиот капацитет на платежната агенција, за да може многу побрзо да бидат обработувани овие апликации, да многу побрзо вие знаете дали ви се одобрува
и што со вашиот проект во делот на ИПАРД за да побрзо влезете во самите инвестиции. Тоа беше оневозможено, односно бевме доведени од страна на претходни структури во таква ситуација, согласно повикот кој што беше распишан, да со самите празни апликации, со самото отсуство на соодветни капацитети, година и пол нема нов повик, односно да се обработуваат во еден подолг временски период сите овие апликации. Она што се нови моменти во делот на актуелниот повик за мерката за преработувачка индустрија, за која што денес зборуваме, но и повикот кој што денеска е објавен, дека празни апликации не може да се поднесат, односно поднесувате апликација со целосна, комплетна документација, со сите документации од старт, но тоа овозможува многу брзо да добиете одговор, многу побрзо да знаете за вашата инвестиција, а тоа возможува и веднаш платежната агенција повторно да објави јавен повик за сите оние кои што очекуваат. Затоа паралелно со оваа кампања за публицитет ќе влеземе, оваа кампања ќе трае 18 месеци, како што кажав, ќе поседиме, ќе направиме 80 инфо денови, лично ќе дадам максимален придонес во делот на целиот распоред и моето учество, за да ја пратиме таа силна порака на нашата посветеност во секој еден проект и за секој еден апликант, но тоа ве поттикнувам заеднички и со Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, каде што паралелно ги зголемуваме капацитетите на советодавните служби. Веќе на ниво на влада имаме и нов закон за советодавни служби кој што паралелно го работевме, но и со отвореноста на платежната агенција, на телото, сите ние стоиме на располагање во целиот овој период на вистина да направиме максимален простор за искористувањето на овие средства. Со само еден повик склучивме, контрактиравме договори во износ од 18 милиони евра, што е за поздравување и благодарност до сите кои што се ангажира и платежната, вработените, до сите оние кои што препознаат дека навистина треба да направиме максимум во овој дел, во делот на нашата европска перспектива. Вкупниот број на договори, вкупната вредност на договорите го надминува целиот ИПАРД 1 со само еден повик, а во ИПАРД 1 имавме 12 или 13 повици, не знам точно. Сега ќе имаме два актуелни повици и 2019 година верувам дека со февруари март ќе објавиме повик за сите три мерки повторно заеднички. Ќе ги обработиме и овие од страна на платежната и ќе многу побрзо создадеме простор да не се очекува подолг временски период нов повик, туку за сите три мерки веќе после почетокот на годината да имаме можност, ако имаме, да биде распишан повторно повик за сите три мерки. Сето тоа ќе се поклопи со оваа прва кампања за ИПАРД 2 за публицитет, каде што, кажав, ќе организираме регионални работилници, инфоденови, форуми, каде што ќе има соодветен простор буквално да се немаат проблемите на јаснотиите кои што ги затекнавме со одредени склучени договори, за кои што максимална енергија лично сум дал и сум спремен да разговарам за се. Сега од старт секој да знае и околу апликациите, и околу постапката, и околу она што не очекува. Ние сме тука да ја дадеме таа целокупна поддршка на секторот, заради тоа што сум убеден дека со искористувањето на овие средства и со оваа многу поголема поддршка која што ќе дојде кај преработувачката индустрија, која што поддршка е неминовна и за која што разработуваме и други облици на инвестиции преку програмата за рурален развој и националните буџети, мислам дека особено е важно да овие фондови, односно овие средства кои што ни стојат на располагање, ако земеме само во предвид овие два повици кои што се тековни денеска, веќе имаме 30 милиони евра на располагање или 20 и скоро 30 милиони евра тековно за кои што веќе сите вие може да аплицирате. Ја праќаме таа силна поддршка на нашата посветеност кон ИПАРД и искористувањето на средствата. Се вложивме сите многу во целиот овој период, благодарност до телото, до платежната, до сите кои што направија максимални напори да навистина го затвориме првиот тежок за нас повик, да ги решаваме поединечните проблеми кои што се наследени, но и да ги отвориме перспективите на многу тековни идни огласи во 2019 година. Се надевам 2019 година ќе биде година во која што сите овие 18 милиони евра ќе бидат, иако дел веќе се реализирани и исплатени, навистина
ќе дојдат до агросекторот, до земјоделците, до преработувачите, до сите оние кои што имат квалитетни проекти, но и ќе биде година на многу нови повици и зголемувањето на искористеноста, но и на публицитетот, но и на приближувањето на самите овие можности до граѓаните. Благодарам и уште еднаш драго ми што целата оваа кампања од 18 месеци ја почнуваме од вистински земјоделски крај, од Струмица, и во следните 18 месеци ќе бидеме постојано со граѓаните, со земјоделците, со фармерите, со преработувачите, со сите оние кои што навистина сакаме да ги мотивираме да создадат квалитетни, издржани проекти кои што ќе бидат реализирани преку оваа програма. Благодарам.